Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска зборувам за тема која што ќе биде актуелна овие денови, а тоа е тргнувањето на можеби оние за кои што имате дечиња. Вашите деца од понеделнички денеска тргнуваат во школа и многу од вас кои што можеби имате ентузијазам, особено ако вашето дете по прв пат оди во школа или можеби ако менува од основно во средно и така натаму, имате огромен ентузијазам да тоа биде супер, да тргне во најдобар ред, се истураат води, се прават 300 адети, но едно нешто што исто така јас би сакал да го видам како промена и возбуди ентузијазам кај вас е делот на тоа колку од вас посветувате реално време и размислувате за тоа какви навики вашето дете има во однос на исхраната и активниот животен стил во тие денови. И она што е уште поважно, како го почнува денот вашето дете. Оваа тема бев инспириран и мотивиран да ја зборувам и пишував уште минатата година и постои и текст кој што зборува за оваа тема и дава некое мое мислење. Од една страна, ако гледаме статистички на глобално ниво, постои истражување кое што е спроведено на некаде над 1000-1100 отприлика родители, во кои што резултатите покажуваат супер бројка, тоа значи дека 73% од децата имаат појадок и го стартуваат денот со појадок, но она што не е добро во цела таа приказна и статистика, што повеќето од децата го стартуваат денот и тој појадок кој што го јадат е практично сиромашно, нутритивен и катастрофален. Сега, на што всушност мислам? Најголем број од децата и најголем број од родителите, затоа што на крај на денот моје мислење е дека родителите се криви за навиките на децата, е дека родителите секогаш сакаат да одат по линија на помал отпор и секогаш сакаат да го има тој момент да добро е барем детево јадеше, наспроти да барем детево мое внесе нешто квалитетно. Повеќето од децата можеби се противат на сабајле да се будат и можеби тие 15 до 20 минути кои што ќе им требаат за појадокот сакаат да ги заменат со екстра доспивање и така натаму, или па можеби вие сте проблематични со доспивање, па немате време сега детето да јаде и така натаму, и затоа најчестата опција за појадок е ајде нешто нека принамачка или не знам ќе стави некаков корнфлекс или некои житарици кои што се зашакерени, чоколадирани со некаков вкус затоа што само тие ми ги јаде и така натаму. Никој од нас не сака да се потруди да можеби му наметне некакви поквалитетни навики на детето, затоа што пак, секој од родителите за своето дете посакува да е здраво и живо и повеќето од родителите имаат некоја клише изрека од тоа дека ајде нека јаде само нека е здраво и живо, но тоа здраво и живо не подразбира само детето да јаде. Туку е многу поважно што ќе јаде и какви градбени каков градажен материјал ќе внесува народски кажано во своето тело. Она што е исто така статистика дека најголем број од децата имаат недоволен внес на калциум, најголем дел од децата имаат недоволен внес на калиум, на витамин Д, ајде горе-доле барем во можеби во нашава земја и го немаме тој проблем поради многуте сончеви денови. Растителните влакна се исто така проблем кој што не го внесуваат децата во доволни количини и сето тоа се показатели дека кои што се само факти кои што покажуваат дека навистина немаме квалитетни навики, она што е уште по-жално е што немаме свест за тие квалитетни навики. Она што јас би го дал како некоја насока и мислење, затоа што сепак се уште немам деца и најлесно ми е мене да кажам вака треба или така треба, но во секој случај повторно времето кое што е потребно за да се направи нешто квалитетно е само прашање на организација. Не е дека нема време, сите имаме 24 часа и важно е како ги организираме и затоа ако сакате можеби да помогнете вашето дете да превземе некакви добри навики, прва работа вие покажете со добар пример, направете го појадокот ритуал во вашето семејство, ако немате време тогаш најдете време во претходниот ден, пригответе нешто, нека стои во фрижидер и тоа нека биде спој од подобри јаглехидрати, протеини обавезно и нормално вклучате некакво овоше кое што ќе даде
микронутритивна вредност во целиот појадок и ако можеби ви фалат идеи, постои Google и напишете идеи за квалитетен и здрав појадок и ќе ви излезат можеби некои варијанти кои што се многу подобри од она што вашето дете сега ги има и ги прави, а тоа се или премногу шекери и сиромашна нутритивна вредност, односно празни калории, или никаков појадок, што исто така неверојатно лоша опција за почеток на денот. Така да, доколку, не знам, ве инспирирам и ви давам некаква мотивација да направите промена, супер, доколку не знам што друго и како да ви помогнам, но во секој случај, ако имате можеби некоја дилема или нешто што можам јас да ви помогнам и да ви одговорам, хаштагот #AskJosif користете го или комуницирате во приватна порака и ќе се потрудам да одговорам на тоа што е ваше прашање, дилема или можеби мит кој што ви се врти во глава. За денеска толку. Ова епизода тука завршува. Фала ви уште еднаш за вниманието. Ви посакувам здрави животни навики и убав ден. Чао, чао.